А во продолжение разговараме со доктор Камилија Симеонова, доктор по општа медицина, специјализант по детска и адолесцентна психијатрија. Разговараме на една тема која се надам ќе го задржи вашето внимание. Еве како да препознаеме дека станува за таква состојба и како да ја надминеме осаменоста. Добро утро. Добро утро, Јована. Најпрво ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Македонска телевизија. Докторке, осаменоста. Ајде да објасним. Што е осаменоста? Како да се препознае оваа состојба? Иако мислам дека многу се меша со некои други, па може да кажеме, ајде популарни, повеќе зборувани состојби како анксиозност, па не знам, повлеченост, ако и за дете и така натаму, но како да препознаме дека токму за тоа станува збор, за осаменост? Така, најпрво што би сакала да истекнам некоја стварно значајна тема, бидејќи светот се соочува со, како да кажам, една пандемија на осаменост и она кое што нас како стручни лица не и како таргетира е податоците дека во Англија 65% од популацијата која што е на возраст од 18 до 35 години се соочува со самотија, односно осаменост, а исто така во Соединетите Американски држави податок е дека 45% од општата популација, значи од целокупната популација, од сите жители, значи станува збор за еден сериозен број на луѓе кои што се соочуваат со оваа преплавеност, со ова искуство. Штета немаме кај нас. Штета немаме податоци, да, меѓутоа сигурно станува збор за еден висок процент, значи бидејќи нели тоа е во светските рамки. Тоа кое што би сакала да го истакнам е дека осаменоста како состојба е многу значено да се разликува од самотијата. Зошто го истакнувам ова, бидејќи осаменоста е субјективното чувство. Како јас се чувствувам? Како јас го доживувам тоа? Тоа е емоционалниот процес. Тоа е оној момент како јас внатре се чувствувам. А додека самотијата представува една физичка состојба, каде што јас во моето присуство не сум обкружена со социјални суштества, односно со луѓе околу мене. Како сега еве да го разграничиме? Ако самотијата најчесто, еве народски ќе кажат, хајде како можеш ти да се чувствуваш осамен, па ти имаш партнер, па ти имаш деца, па имаш обврски, но повторно ќе кажат се чувствуваат сами. Тоа ли е самотијата наспроти осаменоста, која што е разграничивме друго чувство? Така. Јована, многу прво што сакам да истакнам, дека осаменоста како чувство е нешто кое што секој еден од нас во текот на животот или го почувствува или го почувствува. Тоа е универзално чувство. Чувство кое што постои кај секој еден човек. И тоа е тоа кое што меѓутоа да бидам во самотија не значи дека нели во текот на животот моите ситуациони околности ќе бидат да бидам сам, односно да бидам нели без партнер или без деца или без нешто слично. Тоа кое што сакам да го истакнам е и што сметам дека искрено е многу важно е дека ако ние се сетиме кога ни се јаде, кога сме гладни, дека нашиот ум размислува на храна. Она што е осаменоста, дека нас биолошки како суштество го имаме и кога ние помислуваме на тоа дека можеби сме осамени, тогаш го земаме телефонот, повикуваме некого, дека всушност осаменоста е еден тип на регулатива, како човекот си помага за да не се чувствува осамен. Така, да, добро, еве, затоа ќе речат социјалните мрежи си го направија своето, да, токму од тој аспект. Па како да го препознаеме дека е тоа чувство кое што ни се случува и како, се прво е најважното, само помошта, ќе ве прашам и според вашето искуство колку доаѓаат кај вас и се советуваат за ваква тема, или може би ја сметаат како нека неважна состојба, или бараат помош од вас насоки како да ја надминат осаменоста. Така, па оно кое што искуството го покажува е дека знаете како они не доаѓаат со идеја дека се осамени. Они доаѓаат со едно чувство дека како да не припаѓам никаде, како никој да не ме разбира, како да сум сам на светот, како знаете докторка не ми се станува од кревет, едноставно се чувствувам малак сан. Знаете анксиозен сум. Анксиозен сум, така е. Никако имам чувство дека кога ќе почнам да зборувам, некако никој не ме слуша, никој веќе не е заинтересиран за тоа кој сум јас. Значи тоа е да речам една бура од емоции која што всушност ни кажува, а и знаете зашто толку страшна. За секогаш јас пробувам за да човек подобро се разбере како се чувствува, секогаш пробувам да го вратам искуството на првобитниот човек, на нашите анцестори. Заради тоа што порано луѓето за да припаѓаат во една група, односно за да може да преживеат, биле изложени да припаѓаат, значи да бидат во една, да речам во една група каде што има повеќе луѓе со цел да уловат животно, со цел да нели се нахранат, со цел да бидат безбедни, да можат да спијат, едноставно за да ги убавуваат
секојдневните животни процеси луѓето тежнееле да се групираат. И всушност во минатото да не припаѓаш во група значи дека ќе умреш, едноставно ќе ти заде лавот, ќе те нападне змијата и слично. И оној момент кој што модерниот човек, кој што де факто има и така нели други културолошки образци сега на однесување и сето тоа, меѓутоа оној момент кога он ќе се почувствува самено, се враќаат оние хормони, низа чувства кои што ги имал првобитниот човек. И заради тоа саминоста е толку страшна. Тоа предпаднатост. И тоа што можеби порано, се ние ќе речеме, ние живееме тоа што го напоменавте вие. Ние живееме во време каде што луѓето користат мобилни телефони, како сме конектирани како никогаш до сега, а се чувствуваме сами како никогаш до сега. Да, која е таа контрадикторност? И па тоа ми е идејата дека порано луѓето немале време да остаат да се чувствуваат сами да не припаѓаат, што секако ќе ги задал лавот. И они сваќале дека овој моделно однесување ги едноставно ги препаднува и они повторно се враќале на групата. А сега модерниот човек вика, па добре, сега јас не се чувствувам дека треба да излезам со моите пријатели, јас ќе го одложам они ќе разберат, па знаат, јас сум сега зафатен, имам многу работа. Ќе се врати човекот уморен од работа, ќе каже, сега требаше да одам, не знам, на одредена прослава, ќе се јавам, знаат дека сум зафатен, нема да отидам. И никако како ние свесно да ги одлагаме оние социјални, да речам, контакти, искуства, кои што предизвикуваат да ние се чувствуваме изолирано, алиенирано од пријателите. Свесно се изолираме самите од групата. Така е. А не знаеме дека всушност тоа го предизвикува сите оние реперкусии, заради тоа што да, човекот напреднал, технологијата напреднала, меѓутоа нашите биолошки пориви се исти како и пред 50.000 години. А ако влеземе во таа состојба и ако и се препуштиме на состојбата, многу се тешки враќањата назад и тешки се психолошките последици. Па така е, заради тоа што се смета дека дури во некои студии вика дека нели има како едно акутно самување и едно, да речам, хронично, односно една хронична самотија. Да, заради тоа што кога некој процес пролонгира, значи кога ние тоа го викаме нели оној циркулус вициозус, зачаран круг, каде што луѓето едноставно колку помалку излегуваат, толку помалку им се излегува. Тоа е заради тоа што и на крај веќе влегуваш во една комфорт зона, во која што комфорт зона, да, и воопшто не сакаш контакт. Да, и тоа што е многу специфично е дека луѓето кои што всушност се самени, кои се чувствуваат осамено, имаат еден момент кај што оние се плашат од социјалните интеракции. Заради тоа што дури правени се студии, знаете дека ние како биолошки суштества имаме еден момент каде што го препознаваме лицевата експресија на партнерот, на тој со кој што на соговорникот и така натака. И што се случува? Правени се истражувања кои што покажуваат дека дури неутрален лик, значи некој да е неутрален со нас, одиме да купуваме млеко во продавница, нели? Добро. И продавачот е неутрален со нас. Меѓутоа ние ако се чувствуваме празно, тој лик ние го препознаваме како еден хостилен, еден лик кој што не прифаќа. Дури, значи сакам да кажам дека перцептивниот процес е нарушен кога човек се чувствува самено. И заради тоа овој човек уште толку си има една потврда, уште толку има на катастрофирачко мислење, се интензивира и вика: "Супер, мене никој не ме сака, не треба ни млеко да купувам." И значи секојдневно си докажува дека не е доволно вреден да припадне. А исконска човечка потреба е да се припаѓа. А како да се избориме со тоа? За да можеме да се избориме, најпрво треба да препознаеме. Треба да препознаеме, заради тоа што сега интернетот ни нуди се и ние ќе напишеме дека се чувствуваме лошо, сами сме, препознаеме симптомите, да, и онда доаѓаат на доктор веќе со дијагноза, јас сум анксиозен, јас сум депресивен, ја имам генерализирано анксиозно расстройство, што јас не викам дека едно долго вакво чувство дека не може да резултира со генерално анксиозно нарушување, со едни обсесивни и компулсивни симптоми и сето тоа. Меѓутоа мислам дека примерно треба да оној момент кога човекот ќе почувствува дека прво да се запраша дали јас излегувам, дали јас контактирам со моите блиски, дали јас пијам кафе со некого во текот на денот, дали јас денеска му кажав на некој како се чувствувам. Значи најпрво да си го, како да кажам, да си направи една ретроспектива, да си го прегледа денот како му изгледа. И луѓето не се воопшто наивни, луѓето се препознаваат, едноставно секој има тенденција да се чувствува добро. И во тој случај следниот момент е нели како да се помогне на како сега најтешкиот момент, најтешкиот момент како да си ја дадеме волјата, желбата, мотивот да излеземе од состојбата. Така. Тоа што можеби како првично би го нагласила е оној момент да не заборавиме дека сме социјални битија и дека нас ни е неопходно општењето со луѓето. Неопходно. Значи тоа не е знак на прашање дали ние денеска имаме време да направиме разговор со некого или немаме. И всушност тој корона пандемијата го докажа дека оној момент што ние бевме по телефон или на компјутер, не го замени оној тет-а-тет момент меѓу луѓето.
Така што најпрво да едноставно пробаме колку и да нели тоа ни звучи катастрофирачки, страшно, неподносливо, како да имаме некои соматски симптоми, типот ме стега срцето, не знам, ме боли желудникот. Значи да можеме колку што можеме да ги абстрахираме овие симптоми и да пристапиме да побараме пријателот. Ако ни е страшно пријателот, да побараме некој близок член на семејството кој што нели би разбрал оваа состојба, ако ни е нели непријатно да зборуваме со некој што нели е надвор членовите на семејството. Друга исто така, да речам, важна работа е да се приклониме кон физичка активност, заради тоа што физичката активност по многу работи ни нуди еден благодет, у смисла еден ендорфински момент кој што благодет. Така, кој што е многу важен и кој што нели ќе не потикне, некако ќе потикне нашата самодоверба дека нели ние имаме сила, ние можеме, исто така многу важно да регулираме сонот. Заради тоа што луѓето кои што не спијат е докажано дека едноставно немаат сила, немаат снаги, се исцрпуваат од таа социјална интеракција. Понатака нели мелининците се исто така еден многу важен составен дел нели на семејствата во модерно време, тоа го видовме и со полицискиот час колку беше важно да се има кутре нели да се шета. Така што сакам да кажам дека нели кутрето како природа, односно секој домашно мелениче дава окситоцин кој што е многу значаен за да човек има благодет. Така што тоа се низа на интервенции. Меѓутоа ако пациентот, односно клиентот не се чувствува дека ете и тие работи помагаат или не може да се охрабри, затоа постоиме ние терапевтите кои што нели нудиме. Ајде на најглавниот момент кој што го споменав во еден дел од прашањето е според искуството колку мина доаѓаат се советуваат за ваква состојба и бараат помош од вас. Што вели искуството? Доаѓаат, може ли да ги поделиме во старосни групи? Кога најмногу се јавува анксиозноста? Зборувавме за сад. Така. Тука кај нас можеме според искуство горе-долу да претпоставиме. Да. Тоа што можам да го видам е дека луѓето, особено пошто јас нели повеќе сум фокусирана на децата, дека овие модерни деца и така како се чувствуваат осамено и така како се соочуваат со. А докторке, на која возраст најмногу? Тинеџерството ли, тие ли се годините? Тинеџерството е манифестно. Луѓето многу полесно го забележуваат она што лесно се гледа. Нели? И тоа кој што е многу интересно е што не дека дете кое што во претшколска возраст не јавува симптоми. Ќе се на пример како изгледа на дете што е во претшколска возраст, нели, се чувствува самено. Оно на пример ако постигнало некои известни достигнувања во својот раст и развој, на пример ако постигнало контрола на сфинктери, ќе видиме дека тоа дете се случува да се помокрува додека спие. Прави, на пример ако знаело како да седи, како да стои, прави регрес, сега се прави како да не го знае тоа. И навистина не го знае, не дека се прави, него едноставно се чувствува немоќен да прави одредени активности кои што можело да ги прави. Е плачливо, раздразливо, заради тоа што волево-нагонски децата малку се разликуваат нели од нас, у смисла дека они поинтензивно го манифестираат се тоа ради оној апстрактен момент што го немаат на мислење и канализирање и оние го снаги што нели возрастен човек ги има. Меѓутоа се препознатливи по тоа што едноставно мајката ќе каже детето е кенкаво. Едноставно детето само нешто бара. Само нешто бара. И усвари детето бара внимание, бара љубов, бара топлина, бара допир. Значи тие се од да речеме знаци од најмала возраст. Што како потоа може како еволуира? На тинеџерството, поради тоа што може би нели раната адолесценција, тинеџерството, еден друг момент каде што децата веќе полека се енергијата од родителите, односно од припаѓањето на родителите, полека го наклонуваат нели кон врсниците. И сега оној порив на конекција, на потреба, на биолошко врзување, што нели претходно беше со родителот, сега насочен кон врсниците. И обично може, например, ако врсниците не му го даваат, нели, оној момент на припадност, на чувство на сигурност, да едноставно не сака да се дружи, не сака да оди на училиште, одбива да оди на детски роден ден и слично, или на друга, што пак ќе кажеме полесно за препознавање, едно такво позиционално однесување, хостилност, низана така едно вербално агресивна, една таква вербално агресивна состојба и сето тоа, со кое што он ќе каже дека нели мене не ми се допаѓа ова што се случува со мене. Меѓутоа нели не го кажува и мене ми фала другари, тоа адолесцент тешко ќе го каже. Можеби низ процесот на обработка и сето тоа ќе стигнеме до тој податок, меѓутоа очито е дека првично ќе има едно така одбивност за разговор. И добро, со оглед на вашата специјалност, работата со децата, со адолесцентите, може да го заокружиме разговорот во поглед на тоа како ние родителите можеме да помогнеме.
ние родителите можеме да помогнеме многу. Затоа што децата се надвор, тие другите деца. Сега, од друга страна, ако излеземе ние надвор со нашето дете, па каков контраефект има тоа ако сакаме да ги издружиме со другиве деца, ако не само детето не даде иницијатива, не оди да се дружи, колку можеме да помогнеме, колку да одмогнеме, каде се некои грешки кои што ги правиме? Знаете како, јас сега секогаш многу сакам да кажам со пример, зашто мислам дека со пример луѓето подобро разбираат и сега додека зборувавте баш тоа ми дојде на ум, доаѓајќи навака со кола, дека да, на пример еден Мерцедес што е креиран во Германија, кој ќе го донесеме на нашите патишта, па баш и не се расипува. Знаете како, амортизерите работат. И оно кое што сакам да го истакнеме дека ако ние формираме здрава личност кај детето, дека да, општеството, ситуациите секако дека може да го исквара, да, секако ако тој Мерцедес може во Германија ќе се возел 15 години, кај нас може ќе се вози 10, ама ќе се вози 10. Значи сакам да кажам дека не е она припишување на родителите дека секогаш е општеството криво, вредностите во општеството. Едноставно ние како родители сме должни, бидејќи родителството е доживотна улога, да ги јакнеме снагите на детето. Секојдневно да го наградуваме. Да го наградуваме не се мисли со материјални добра, него со зборови. Да го важиме кога прави нешто добро. Заради тоа што биолошката, екзистенцијалната потреба на луѓето е да припаѓаат. Ние најпрво припаѓаме со дојката на мајката, па потоа во животот припаѓаме низ најразлични облици. Значи моментот на припадност, дека јас како дете во ова семејство се чувствувам разбрано, дека јас припаѓам тука, дека јас сум исто важен колку што се важни вие возрастните. Не сега не ми кажувај, остај на мене, гледаш дека сега имам работа, почекај ќе ми кажеш. Значи таквото однесување ги дистанцира децата од нас. И кога ние како родители не ја пружаме сигурноста на детето да припаѓа, многу е логично дека кога наставничката на училиште или кога врсникот ќе му каже еј, ти знаеш дека денеска катастрофа си, и многу си досаден. Или многу си досаден, да, ајде само дигаш рака и прашуваш нешто, или оној баш еден пластичен пример како децата, ние сме го слушале тоа нели на училиште. Апсолутно дополнително ја руши структурата на детето. Идејата е дека ние треба да градиме деца кои што ќе имаат снаги за кога ќе ги бидат изложени на надворешните фактори, да они бидат силни и добри. Што не значи дека нели училиштето надвор од овие работи или не дуди едни идеални услови за развој и за припаѓање на детето, исто и градинките нели и сите установи кои што се институции кои што се грижат за децата, меѓутоа ние како родители сме должни да бидеме, како да кажам, доминантниот фактор, а не да очекуваме дека нели општеството е тоа кое што гарантира за нас. Доктор, ќе ви благодарам. Многу убаво го завршуваме разговорот. Сакам да го задржам, оваа порака до родителите. Ви благодарам, се разбира се гледам и во друга прилика и на други теми. Благодарам, Јована, на поканата.